Здраво, живо. Здраво, Коста. Не сум Коста, коронавирус сум. Може да влезам? Не, извини, имам многу работа. Океј, чао. Чао. Еден на еден, вечерашни гости, креаторите на Медена земја. А сега, вашиот домакин Жарко Димитриевски. Уште малку аплус! И уште малку аплус! Дечки, добра емисија денеска. Имаме чест и задоволство да имаме во емисија двајца од креаторите на Honeyland. Да. А претходно за љубителите на екзотичните вкусови, денес имаме чај кој нема да ве остави рамнодушни. Зелен чај со ѓумбир и куркума од Good Nature. Запомнете го тоа. За сите кои купуваат нов стан, топла препорака за гарантиран квалитет, чист поглед кон водно и повеќе од 1200 метри квадратни отворена зелена површина. Тоа е комплексот Urban Garden од Golden Art. Побарете ги Golden Art и закажете си состанок, купете дом, не само стан. И ако сакате решен летен одмор по супер цени за лето 2020, Савана има чартери до најдобрите дестинации во Турција, Египет, Шпанија, Кипар и така натаму. Побарете ги телефонски или на savana.mk. Савана годинава слави 30 години постоење. Секоја чест за Савана, секоја чест. Токму така. Мислам дека не постои нешто кое во изминатија, па не знам колку години, не одбележа онака нашето секојдневие како она исчекување за што ќе се случи на Оскарите со Honeyland и како ќе се развие целата таа работа. Приказка која трае долго време и тука сме да ја раскажеме цела, не само овој, да речам, најинтересниот за нас дел со Оскарите во Dolby Theatre, туку целата буквално одадоше. Да ја чуеме од креаторите на Honeyland, двајца од креаторите на Honeyland. Уште еднаш имам исклучително задоволство да ги поканам Фејми Дауд и Тамара Котаска. Од Лос Анџелес на ова спаднавте. Тука. За старт, не знам од кај да почнам, стварно, бидејќи имам многу што да ве прашувам, затоа и одбравме да ја имаме целата емисија без шеги, без ништо, да се фокусираме на вас и на она што го направивте. Значи, прво благодариме за тоа што направивте такво ремек дело и му благодариме и на светот што беше доволно зрел да го признае сето тоа. Така? А Бога ми признание еден тон добивте. Ајде да кажеме какво е тоа чувство кога седиш прво тоа театарот Долби. Голем, грандиозен. Огромен. Па, знаеш, интересното што тоа е фактички еден комплекс на фактички внатре во трговски центар. Долби театарот е внатре во трговскиот центар, кај што е опкружен со ГТЦ. Да. Рачунајте како ете кино Милениум пута 10 да речеме од тоа. Добро. Излози од сите страни, мислам, скарли продавници од различни брендови. Доаѓа еднокта за Оскарите. Се е тоа покриено со фазони на Оскари, не знам, разни визуали, веројатно. Немаш представа дека тоа е продавница. Ајде. Дека е трговски центар. А самиов, да го речем, театарски комплекс или што е тоа? Таму што се прикажува таму во обични вечери? Има редовни репертуари на кино и мислам дека и други театарски настани. И тоа е нешто онака, вау, ти паја вилица кога ќе влезеш. Само на телевизија. Така? Како се друго во Холивуд или не? Реално не изгледа така како што изгледа на телевизија. Можда дури поинтересно да гледаш пренос на телевизија, него ли да си
Добро. Поинтересно е бидејќи целото тоа е наменето за телевизија пред се. Така. И се што се случува внатре е значи прилагодено према телевизиски норми. Да. Значи театарот е голем колку мната сцената. Чекай, значи тоа не е ништо грандиозно толкаво, сцената не е, не знам. Не. Позадините се правени така да на телевизија изгледа како да е нешто огромно. Точно. И ние се спремавме за нешто такво, меѓутоа не беше тоа. Имаше- Технички е перфектно направено. Технички, реализирано. работа добра, Тоа се да. некои работи кои што стварно не можеш да ги видиш никаде на друго А место. имавте ли момент меѓу вас онака влагати да си речете Ова е тоа? Онака имавте Имаше, да. Имаше, ама ние седавме долу. А оние гости кои што седеа најгоре, а тоа беше Добро. најгоре, А колку има такви као нивоа? Има. 4 скали. како да си на спрата. врв на зграда. Кај гулабите. Да, тие што седеа најгоре имаат чувство дека гледаат од хеликоптер. Човечиња, некои си даваат награди. Па ние не гледаат цела сцена, буквално само еден дел од кај што стојат фактички микрофонот или презентерите и мизансцена од позади. Другиот дел да речеме од ние као гости не можеш тоа ништо да Глупо видиш. прашање, ама овие најбитниве фацки се долу, претпоставувам, на најдолу, на кај што првите бевте редови, вие. да, Така, да, тоа е тоа. да. И до кој седите? Пред вас, позади вас? Позади нас беа сите документаристи, сите Добро, номинирани. добро. А Пред нас пред беше нас Роджер Дикенс, а пред него беше Сем Мендес, мислам, од Така. 19-17 екипата. Кул. Лево од нас беа Джоджо Ребит, барем Аха, те што ги сконтав да ги видам као екипа. Си ги кажуваш како од превртено филмот екипата. Али така и е, значи, си е нормално. Малтене веќе сме месец дена присутни Шубаво. таму, имавме чест да се видиме неколку пати на други ивенти, па дури со Сем и со Роджер, мислам тоа не е веќе мислам не сега вака изгледа Абе, дека сме ефтен. абе, кажи си јако што е. ефтен другарски меѓутоа. Така е. Така е. Значи што ни е посебна чест, поготово мислење од Роджер, бидејќи го гледаше документарецот заедно со жена му. И секој пат кога ќе не види дечки имам уште многу прашања да ви поставам, значи како е работено, што е работено, бидејќи и го интересира Да, документарецот. ги фасцинира луѓето. Кој беше исто така да речем, ај некое најзвучно име за нас, да речеме за просечен човек, кој е најзвучно име од кое што добивте онака екстра комплимент приватно? И па имавме Ал Пачино. прилика да. Ал Пачино, Да. на пример, Да. човече. И што ви рече? Фантазија. И што ви вика Ал Пачино? бе? И дали така збори ко на филмовите? Така збори? па малце пообично. Малце пообично, Сите нели? ти звучат малце пообично. Леле, колку добро. И Да. фасцинира, вика, супер, бла, Да, бла, да, бла. апсолутно. Од него добивме голем комплимент. А имате онака момент Starstruck, што вика, знаеш, да си вкочанет од го гледам Ал Пачино после Да. толку филмови. Сега, Нормално Не, дека е знаеш така, што- меѓутоа во таа просторија, значи особено на тој ручек кој што беше предвиден за сите номинирани, луѓето се донесени за да се запознаат едни со други. Така. И работата едни на други да се ја запознаат. И тоа е целото наменето за да се види колку тие луѓе всушност се нели обични луѓе кои што сакаат да соработуваат и да продолжат да работат на нели на својата кариера и Ама предпоставувам има момент пред тоа кај што се спремаш себе си психички и си викаш биди кул, биди си Ние не нормален. знаевме кој се ќе види таму, малце ни дојде како ветро Така. небо. Не ти Почнаа ги да ги најавуваат покажуваат тие, на мислам, маси, да. кој кај шуо. седи. Можеш да предпоставиш дека кој се ќе дојде на таа церемонија, меѓутоа кога ги гледаш сите останати најпознати лица, си кажеш чекај на овој да му придам, на тој да му придам и некако се На почеток се пуштив нас многу. ни беше и незгодно, не ни сакавме да придуваме, меѓутоа Од дистрибутерите срам, валјда. Да. Мислам, Па од не срам, од едноставно, таа трема некоја. затоа што знаеш дека тие луѓе нели виделе народ и сега Сега ќе го за да му- замарам, си викаш. Да, Да. буквално. И тука, ама тоа е сосема различен, Точно. сосема различно Ментална Они го размислување. немаат тоа, нели? И дистрибутериве ни викаат дали сте нормални, за тоа сте да, тука, да, ако мора да апсолутно. зборите. И се подопуштивте веројатно со тек на време. Да, Па да, фактички на првите средби ќе се навратам на церемонијата на АСЦ за наградата која добивме Тоа е за Американска кинематографија, асоциација на кинематографија, исто Значи, престижна епта. Една од најпрестижните, кај што Тод Филипс не ја додели наградата. Режисерот на На Джокер, да Джокер, знаете. да. Значи и на И- Хенговер и на еден куп други филмови. И после на второто видување на доручекот, фактички кај што бевме за оскарските номинации, Аха, ете го тоа. беше во дружба со Сем Мендес и ние тука веќе бевме на проласи, нели, чека да ја запознам со Така. екипа на Ханеленд и застанавме со Сем и со Тото, онака, значи со сите
комплименти, онака си кажеш дали е тоа возможно, мислам, луѓе што се светски и реномирани режисери тебе да те презентираат нешто онака од нигде никаде Да, ела да се запознам со дечките од Ханиленд. Да, и онака сите беа возбудени и мислам со позитивни критики за самиот филм. А има ли, го осетивте ли ексцентричниот дел на Холивуд? Има ли така некој да си рече, ово е, брате, му отидело пилето, не му е со него? Па не знам, не. Знаеш, Значи, бидејќи во обично принцип, нели викаат ние- Холивуд многу вештачки, све е глума. Дали тако Ние ви е бевме впечатено? претежно со документаристи и тие се многу различен тип на Апсолутно, луѓе. да. Значи имавме вакви некои ретки моменти кај што се запознавме нели со играниот дел на Ди Каприо, Холивуд. Пачино, Де Ниро. Но Тарантино. тоа се гледа дека едноставно тоа е друг свет. А документаристите се Така. горе-долу сите исти, на исти начин функционираат. Окей. И тоа беше ствари многу убав коментар, го запознаваме сите заедно. Значи бидејќи не бевме само ние од Ханиленд, туку беа и Така е. останативе документаристи, го запознаваме Бред Пит. И првиот коментар беше како вие се држите вака заедно документаристиве, бидејќи нели во играниот свет не е баш така, конкуренцијата така, е друга. да. И така беше као еден комплимент за пристапот, колку е човечки, колку си даваме поддршка едни на други. Така да, тоа беше многу Што е интересно. И вистина? фактички и со нашите конкуренти веќе колку месеци, 3-4 месеци уназад сме постојано во различни надпреварувања, тоест Заедно во исти номинирани. номинации, да. И веќе се зближивме као наш колеги, не се гледаме као компетица еден на друг, мислам поготово и Веројатно тоа е до парите, нели? Знаеш, во овој свет на што и да е најдобар актер или не? Можда е до тие луѓе што се бават со документарните филмови се малце поинакви во однос на Друга заднина Тоа е доаѓа. Така највеќе е, затоа да, што да. тие луѓе толку многу прострадале од процесот. видиш, ти Веќе држи немаат таков пристап. Значи, тоа не се луѓе кои што работеле во студио, во безбедни услови. Работат Тоа се од луѓе кои што љубов, не снимале од- војни, во ужасни услови, едноставно се е друго. Друго го гледаш. светот. Значи, слични избеднувања сме поминали, сам тие со војни се можда потешки од нас, меѓутоа пак истиот принцип на работа. И имаше момент сигурно кај што си викавте, нели, може и го земаме. Еден барем. Така? Имаше ли спремен говор? Па имаше Ако нешто. требаше да се оди да се зема. Толку многу говори имаше до Така. тогаш, што рековме, ајде, Спремни ќе бевте? видиме нешто спонтано. Требаше само да го извадиме вака од джепи и да го кажеме. По принцип сакавме ако тоа се случеше, меѓутоа имавме претходно Дискусија имавме се, кладба да, исто да, на да. темава. Добро. Така да пола екипа бевме за тоа дека знаеме дека нема да го земеме, бидејќи знаевме што е American Factory во тој момент. Океј. Знаевме после двете номинации кое признание нас ни е дадено и некои работи као да беа јасни. Меѓутоа, мислам пола на пола бевме Така, делени така, така. екипата. Беше и оптимисти. Оптимисти и реалисти. Па не сите предвидовме дека American Factory ќе доминира. Мислам Да, некако во секој случај. бевме свесни. А имавте ли план да направите нешто? Знаеш, бидејќи обично уште од времето и Марлон Брандо и кои све не правеле, ја користеле сцената за стейтмент некаков да направат. Да, дефинитивно. Имавте ли вие план да ако Имаше. излезевте да направите нешто така неочекувано или би бил некој нормален говор? Па неочекуваното ги беше тоа што Атиџе ќе се качеше на сцена и тоа е првиот протагонист на документарен филм кој што некојаш би стапнал на сцена. Така. И во тој случај сакавме да го ставиме тоа во контекст дека на овој свет му се потребни вистински херои. Дека веќе е изморен од лажните Секојдневни, херои обични на... херои. Да. Тоа ќе беше кул. Ќе беше многу кул. Види, али да не на ниеден начин да не го намалуваме успехот на филмот што е неверојатен, значи толку многу награди се добиени што ја мислам дека ќе ни помине цела емисија да земеме да ги набројуваме, па затоа ние решивме да го направиме сето тоа спонтано со музика. Значи да пробаме преку еден фристайл рапување, преку едно такво рапување да ви ги кажеме вашите успеси ако не ви смета. Може тоа да го направиме? Може? Ајде! Playing the beat. Подржиме. За среќа. Оп. Добре. Океј. Master G. За Ханиленд. Speed it up. Одиме. Под
Подготвени сме сите? 4, 3 и 2 и... Сепак не. Чекај, не сум подготвен. Ова е големо, има многу работи да кажам, луѓе. Од кај да почнеме? Од Санденс. Океј, може. Аха. Се започна на Санденс, направивме рушун ко Берни Сандерс и Трамп. Се живо освоивме без срам. Продолживме Чикаго, Бостон, Далас, а и Нью Йорк. Вака за нас не се зборело, од кој избега грусите фестивали. Ги освоивме во Америка, а тиче толку популарна, што мораше да става перика. Светски награди за најдобар филм без фикција, македонски филм со големите има фрикција. Дауд и Љума освоја 300 чуда, сегде нивна фотографија до најдобра кинематографија од Бекирлија и Лозово. Само розово, пола нас, пола на пчелите, среќата ги прати смелите. Од тука до Оскари, кој да предпостави со Ди Каприо, Де Ниро, наши веќе пијат пиво. Единствени во историја, номинација во категорија документарен странски филм со класа и манири. На нашиве политичари, на нашиве трагичари им покажа како се представува своја земја, им докажа дека со работа и труд можеш да смениш и цел свет да дознае колку вредиш. Анимен! Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Скенирај ја секоја фискална сметка. Учествувај во наградната игра Мој ДДВ моја награда и добивај вредни награди од 1000, 2000, 3000, 100.000 и 3 милиони денари. Скенирај и добивај. Секоја фискална сметка е важна. Мој ДДВ моја награда. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменов слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина.
Преферирам пилинг и мезотераписки коктели затоа што одговараат на мојот стил, но не било каде. Со години наназад и исклучива во ординација доктор Анчевски. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потршувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Ние сме дел од вашето секојдневие, грижејќи се седао и лесно, за да може да се посветите на работите кои вас ве прават среќни. Дел од традицијата, дел од семејството. Коренје. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Ај вака, да ги оставиме Оскарите на страна. Што се случува после тие Оскари? Бидејќи нели као има многу афтер партија и што ти ја знам, што правевте после? Журка. Оскарите тоа Кај одите? сати. А долги се, а? Процедурата трае, значи влегуваш тоа, влегувањето трае 2 штракање, сати. сликање. Па тука интервјуа се случуваат, окей, стигаш горе. Сега добро е тоа што има, значи просторот е многу голем, има буквално барчиња на секој спрат. Има места кај што луѓе се седат, одмараат, јадат, пијат. И сега ние не бевме цело време внатре веќе да тоа што. А можеш така пример да си станеш, да си излезеш до веце пример ако ти се оди? Да, ние на пример имавме право бидејќи со самиот билет што сме номинирани, имаш право да искочиш да отидеш до шанко, мислам кај што генерално сите ни рекоа, значи не е толку интересно тоа внатре кога што за ги искористи го моментов. Да направиш некој си што викаат американците нетворкинг. Полно е таму како, знаеш? И па се случува нешто што што ние не го знаевме порано, мислам зошто изгледа тоа така. Меѓутоа правилото на самите Оскари е да нема слободно место, да нема празно место во кадар. Значи и за тоа има луѓе кои што се ангажирани, кои што чекаат ред за време на рекламите да седнат на тие места кај што некој ќе стане, ќе се отиде на пуш пауза или А како дознавме за ова ствари? Дејќи не знаевме. Феко стана прв, ето. Жртва отида до веца првата реклама мораше да се отиде, не знам, до... Да, и викаш дечки, се враќам. Ја кам станувам, да, и не го излегувам, пуштат да влезе, мора да седи надвор. Ако се вратиш во самата, докато трае рекламата, ќе се седнеш пак на место. Додека траат рекламите во блокот. Можеш да одиш и да се вратиш. Ама ако закаснеш, ќе си чекаш. Три номинации, па ќе се вратиш назад. Затвара вратата, има други луѓе кои што чекаат колона, 100 луѓе чекаат колона во холот. И од таму се отвара врата, влегуваат сите луѓе кои што треба да зафатат некои други места. Добро, и рандом си седнуваат. Да, седнуваат кај што е празно. Они се веројатно за тоа платени, тоа им е работа. Да, има луѓе кои што таа ги... Не, они аплицираат за тоа месец дена порано. Така. Не знам што треба све да принесе како CV и тие што ќе ги изберат чекаат, можда нема воопшто да влезат, ама едноставно биле на Оскари. Ама вие да речеме се колку 6-7 души таму колку сте и се феко еден станува. Да, ние бевме 6. Некој тука среде вас. Сега седиме тука, правиме муавет, се вратиме и одеднаш гледаме црнец. А феко не е црнец. И кај што направи феко весело. Да, тачно. Да. Барем кажува нешто. Не, седи аплодира. Ја, супер. Одлично. Беше интересно бидејќи Роджер Дикенс беше пред нас самите. Самер беше прв, ја бев втори. Претежно него го покажува у кадар, јас ја стојам во ходникот, пошто таму има исто скрин, за да се гледа што се дешава и гледам, оп, викам, од кај спана батка, викам, барем да беше некој си друг човек, викам, и добро, сега чекаш, викам, наредни реклами. После се случи една обратна ситуација, ја бев
сината љубов стана на неговата пауза и дојде на плавуша така згодна со такви убави прекрасни гради, викам кога се смени љубов. Кажеме или што се договоривме да кажеме на говорим. Точно. А завршува вечерта, тоест доделувањето. И журка велиш, така? Да. Каде одите на журка? Знаеш, некој кани ли? Има ли некој да ви каже, дечки, треба да одите таму и таму? Има разни журки, нели? Сите организираат таа вечер. Ние си имавме приватна журка за Ханиленд од дистрибутерите организирана. Така. Бидејќи Значи, вие бевте хостови, домакини? Па, нашите дистрибутери беа Дистрибутерите, хостови на Ханиленд и на Перазайт. Бидејќи истите дистрибутери. Ова била важна журка. Вие домакини на журката каде што најдобриот филм фактички бил. Така, да. Какво човече, како се викаше? Бонг, да. Многу интересно. Да? Да, интересно човече, сам тагове човеков мислам дека е гениален на некој начин. Мислам со тоа што го прави, како го работи тоа. Добро, ова не му е прв голем светски успех и претходно со Овџе и со другите. Има многу филмови направено и тоа гениални филмови, така да сега му дојде релативно ставно. Супер, фантастично. Многу ми е кеф за сето ова. Сега, многуве патувања, бидејќи стварно немаше кај не отидовте, немаше каде не се прикажа, не знам, филмов, изнапрошетавте буквално и глупаво е, неблагодарно да викам, знаеш, да одвојувате нешто, ама кај е нешто најнетипично, можеби, каде што се прикажуваше филмов и кај што бевте на некое место? Па, најинтересните кои што можам да ги одвојам се број 1 е Нова Каледонија. Тоа е остров близко Австралија. Добро. Каде што има племиња кои што живеат заштитени со закон, живеат како 19 век. Баш домородци си се тука. Домородци, значи си живеат во комуни. Во кукички такви колипки, а што смееш риби. да правиш, што не смееш? Има некое правило, вајда? Па има, значи тоа фестивалот се одржува за да ги зближат тие луѓе до нели различни култури. И сега мора да поминеш низ обред на доаѓањето, да им донесеш поклони. Да те прифатат, вајда. Да те прифатат, значи на старешините им носиш локални поклони. Ние однесовме мед. И беше многу интересно да се види како тие луѓе реагираат на филмов. Значи се седи во една заедничка просторија. На што се прикажува? На платно? На платно, да. Значи на отворено е. Они сите седат на земја наредени, си прават храна, јадат тука сите заедно, го гледаат филмот. И беше неверојатно затоа што животот кој што го живеат во Бекирлија е многу сличен на нивниот. Во однос на ова без технологија, баш природа и тоа е тоа. И како реагираат тие исто како и сите други во светот? Да, се смеа на многу интересни места, она се препознава буквално. Значи во реката која се бања децата, не знам, со кравите тука која се тепаа, се бореа. Така беше многу интересно и во принцип гледаш дека луѓето секаде, дали е Њу Йорк или е Нова Каледонија, истите емоции ги имаат едноставно. Тоа е нешто кое што кое што не може да биде сменето, колку да се менува времето, технологијата, веројатно за тоа е филмот мокен. Зашто пак ги допира оние основни човечки. Универзална порака, мислам, не само како порака, туку луѓето се реални. Значи не се прикажува нешто што е вештачко, туку сите го живееме тој начин на живење. Ај кога сме кај тоа, моментот да они како го вика тоа, fly on the wall метод на снимање, каде што као јас само пратам, никој не комуницира во камера, никој не ја приметува камерата, така. Тој момент, кога го одбравте дека ќе биде таков? Дали имавте меѓу себе дискусија, дечки, како да го тераме филмов? Знаеш, тоа беше на почетокот, да, од почетокот просто работиш со реален карактер. И знаеш, си кажеш, ај можда ќе ти треба време да се привикнеш, низи треба време да се прилагоди пред камера. Се трудевме на некој начин да даеме некои си дирекции, значи што да прави, како да прави, меѓутоа гледаме дека тоа не функционираше, беше малце вештачки. У моментов ќе кажеш нешто, знаеш, ајде напред се, не знам, те отвори вака сандокот или не така работи, и тоа го прави на неприроден начин. И свативме дека подобро да оставиме да си го прави вообичаеното, мислам, секој ден тоа што си го прави, ние да се бидеме само од страна и да обсервираме, буквално као невидливо око што викаме ние. И тој принцип беше најдобитен.
Бевме многу долго време присутни таму само за истражување, за да видиме како живеат тие луѓе, што прават стварно, за да можеме да знаеме на што да се насочиме понатаму. Не само сега да одиме и снимаме материјал, него буквално да направиме некаква приказна од тоа што они го живеат и да знаеме што точно ќе следиме таму. Значи, вие отидете без очекувања, него дај да видиме кај сме, што сме, па ќе решиме за насоката. Процес на одгледување на, тоест чување на пчели не е едноставен. Значи ние секоја година, тоест како го кажеме секоја година, секој наредно идење осознававме нови работи кои што сме ги пропуштиле. Кога беа да речеме тие значајни моменти од самото пчеларство. Значи повикување на матицата, промашивме, па чекавме 2 години и ја фативме 3-та година. Значи мора да научиш уствари кои се тие обради што они ги прават, на колку време тоа се случува, за да го погодиш точно моментот кога ќе го фатиш тоа. А овде нема враќање. И уште еднаш да повторам, значи вкупно колку е од почеток до крај снимањето? 3 години не траеше самото снимање. Так. 400 сати материјал. Низ 3 години. Машала. Ама не е Атидж единствениот лик, нели, во филмов. Сега ај со неа си терате окей, нели, сте дошле до фаза каде што буквално таа си живе, вие си ја снимате. И исто беше окей со другите, ви дозволија веднаш да Па не беше така. Имаше процес, значи на доверба некако градење. Значи они на почеток ние не знаевме воопшто дека сте таму, дека секоја година доаѓаат, бидејќи они се сезонци. Окей. Значи ние почнавме со Атидже да снимаме, поминаа неколку месеци. И така веројатно ви беше план, само она ќе биде. Да, само тоа ни беше планот. И сега поминаа неколку месеци, дојде новата фамилија која што ние на почеток не ни приметувавме, нели? Некои се дошле тука. И имаа голем отпор кон нас. Значи ние ќе отидеме вода да полниме таму чешма нешто, е камење ќе ни фрлаат. Значи баш она беше како племе некако отргнати од нас. Значи онака ни требаше доста време да поминеме за да сватат дека сме тие. Па тука значи тактики меѓу себе, дај да им дадеме нешто од кај да се доближиме. За почеток значи многу долго време помина дека ние видовме дека тие луѓе ни требаат во овој филм, за да тоа биде потполен филм. Дека имаат улога. Да. За почеток со самото тоа што си присутен цело време, они те навикнуваат, веќе за нив стануваш као локалец тука. Знаеш што правите дека или многу време гајде вајде. Они не се баш патани што се случува. Да, тука се овие со дошле овие странци. Така. Така им изгледавме на почеток. И значи постепено вие сте тука и они се навикнуваат дека вие сте тука. И тоа е тоа. Ама исто така Атидж имаше голема улога во тоа затоа што она е многу блиска со тие деца, бидејќи она нема своји внуци, своја фамилија толку блиска. И тие деца многу ја сакаат. И цело време доаѓаат кај неза, значи помагаат, додека плета корпи, додека си пеат заедно, јадат заедно. И на тој начин успеа и со нас да се Кај што Атидже таму сте и вие? Да, значи ќе почнавме ние храна да носиме, ќе седиме тука заедно, ќе јадеме. И почнавме прво со децата да снимаме, они се опуштија и веќе понатаму беше лесно и со возрастните. Добра, значи добра тактика преку децава да се дојде и до другите. Одлично, а филмаџиски онака за вас, кој беше и дали имаше таков момент кај што онака ко откровение рековте ова изгледа многу добро, дај ова да го вметнеме, ова ќе го смени филмот стотка. Цело време се случуваше. Најпресудно за нас беше уште од првите снимања кога видовме Атидже како зема пола враќа. Значи си рековте Тоа е тоа и тоа е тоа што го следавме. Значи во тој момент сфативме дека ова е приказната, значи низиниот однос со пчелите, она што ние ќе го ловиме понатаму. И градиме тука врз тоа. Ама пчелите се исто голем дел од улогите се пчелите, многу има пчели. Не ви беше малце шубе, знаеш, низ толку диви пчели. Се навикнавме прво, знаеш, гледајќи Атидже како се однесува со пчелите, знаеш, некако сконтавме не дека тоа не е толку ризично, мада ја го јавев стапот на крај. Цела екипа и јавев единствено што неколку пати. Неколку пати? Да, неколку пати, да. Никој? Никој. Ама не од Атидже пчелите, од на Хусеин пчелите, да. Поагресивни. Така тие беа, како што ги гледате на самиот филм и Хусеин и другите деца беа цело време напаѓани од пчелите. И последниот пат бев по самиот мускул од ногата, тур стигна вечерта во Скопје, ми беше цела нога оттечена, така да беше... Боле? Не знам. Боле, да. Затоа бевме 20 по 20, сите да си има резерви. Да. А кога апнат пчелите, одма друг да дојде. Супер! Одлично! Многу добро, да.
првата сцена се случи на самата на почетокот филмот кај што стои на самиот црт од пчеларникот и таму немавме никаква заштита и Самир беше од горната страна, ја бев тука доле со самите пчели и кога ме нападна Вие пократки, нормално. Да, сум сред лето беше тоа август месец. Ко мачка онака се скачев по карпите и почнам да трчам. Со апаратот во рака? Да. Од десно од мене провалја, значи 100 метри, нешто висока провалја и ко нацртан. Тоа е. Нема нештите ни се чуда како можете без заштита, без никаква заштитна опрема, да. И за чудење да ти кажам. Па треба Мислам, треба и да не се плашат од старт луѓето да сакаат таков тип на предизвик. Веќе на кој е многу тешко да го надминеш тоа. Да има карактерна особина, некоја поавантуристичка вајда. За такви тој тип на снимање. Па сега, не се стига така до номинација. Добро. Океј. Уште една работа за тој момент со апаратите. Значи, нешто што ќе им делува на луѓето интересно е дека тоа се нормални камери, значи не е бог знае што, фотоапарат, некој си 3-4 5.000 евра колку и да коштат, ама не е професионална. Не знам што снимателска опрема, меѓутоа таа опрема веќе поседуваме со Љубомир подолго време и тоа не беше единствениот извор. Тоа се импресионираа ли луѓе они светот кој им кажавте? Генерално многу. Така, значи нема светла додадени, нема. Вие сте и природа. Доста луѓе, да, на тоа се осврна, значи како сме успеале со таква технологија или техника да направиме такво извонредно дело. Меѓутоа немавме други можности. Да сакавме да снимаме со подобра камера, ќе беше можда и потешко за работа, да. Затоа што ќе беше многу непрактично. Да, имавте буџет за не знам какви камери да вадите. Не споредува како демек дали сме снимале со Алекса, со не знам такви што се камери по 50-100.000 евра, викам само со дигитален апарат. Како е можно, знаеш, да. Па да, ама тоа е уствари најубавиот дел тука што некако со ова што ние го направивме, како ги подсетивме луѓето дека не може да ви го извади опремата, филмот или не знам. Има работи кои што никогаш нема да излезат од мода во еден филм. А тоа е да имаш силен лик, да имаш добра приказна и добра порака. Апсолутно. Пола нас, пола на пчелите. На самото место живеевте веројатно, така спиевте подолги периоди. Отворено небо. Така, и сега, не знам, се гаси апаратов, мислам, треба да полните батерии и такви работи. Како се снојавте со тие? Тоа беше маце тешко за нас. Од тие два апарати што имавме... Колку треба батерија, кажи ни? Па штедевме, реално. Ние за тие 3 дена во ред што снимавме, гледавме, едната камера имаше 3 батерии, другата имаше 2 батерии. Што за колку време ве... Сонце за Па, беше тешко бидејќи гледавме на секоја пауза, неше гасиш камера, неш да не се троши самата батерија. Да ги ловиш само важниве ствари. Сите тие моменти, да. А тоа не е притисок? Знаеш, да мислиш треба и на тоа, да мислиш и на ова. Се фокусираш на самата приказна што се случуваше пред камерите. Не беше битно, знаеш, дали ќе имаш или немаш батерија, мислам, до некаде. Меѓутоа, да, користиш после тоа, викаш ура. Назад, помниш. Ако се потроша батериите, се пакувавме, се враќавме назад за Скопје. А имавме да момент агрегат која користевме, ама свативме дека нема шанса така да функционира, бидејќи е многу бучен. И не можевме да снимаме ништо. Машки се расипа, супер. Месеци нешто го користевме и толку тиде. Свативме дека и тоа не е функционално, бидејќи има, например, ќе оставиме навечер не можеш да спиеш со агрегатот бучи. Или ќе сакаш сцена да снимиш вечерна, се случува нешто, едноставно. Да, сигурно нема со тоа. Добре. Тоа немаш никаде да го несеш од тие причини, рековме, работиме со тие батерии што ги имаме и тоа е тоа. Лично, што правите, знаеш, кој е следен проект кој што е лично ги работите, нели? Шоуто мора да продолжи. Ја почнав од лани, од јуни месец, работам со една режисерка од минатогодишните Sundance. Она исто победи со филмот One Child Nation. И работиме заеднички проект во Нигерија. Во Нигерија? Да, со неа. Она потекло од Кина и темата е кинеското влијание во Нигерија.
интересно. Веќе бев 4-5 пати Си бев викаш, таму, да. Американска фабрика кодови, сега ќе видам. Па, зашто да Сакате не, кинези? да. Дури комбинација, да. Кинези у Нигерија. Да. Па немаш да победиш. Сегде се низ цел свет се буквално и темава е интересна. Тамара, на што се работи? Јас имам прв долгометражен игран филм, кој што го спремам. Со надеж 2021 се почна со снимање. Добро, во подготовка, мислам, Сега не се снима уште, значи, така? чекав да нели завршите, Фала се Богу. почне со спремање. И темата која што обработувам е конфликт на 3 генерации, од кои што едната се држи до корените. Конзервативни малце. Да, другата сака да избега од корените, да најде нешто модерно. Океј. А третата е родена во свет без традиција и без корени и сака да најде каде припаѓа. А поврзани се овие? Поврзани. Добро, кул. А жанровски како го гледаш? Како што? Драма? Драма со комедија, да. Ке има некоја шега. Добро, кул. Исто сакам да спомнам и за многу интересно проектче, да ни раскажете чисто, има Медена земја сликовница сега веќе. Нема, ама ќе има. Ке има. Со надеж дека ќе има, да. Добро, тоа е за деца наменето или? За деца наменето. Тоа ќе биде, значи бидејќи видовме дека филмов има и кај деца одзив, сега нели колку го сваќа, ама им држи внимание, стварно им држи внимание. Си се препознаваат со нешто, дали со децата од филмот, дали со Атиџе, нешто како нека. Природава нешто. Да. И свативме дека би сакале тоа да го направиме како еден независен проект, кај што таа порака ќе може да се доближи до најмладата генерација. Така да сега ќе почне и тоа да се работи. Добро, нека биде и тоа успешно како што и филмов. Атиџе, кај си е сега? Дома си е назад? Видна тоа. Чекаше да се врати. Сигурен сум дека едва чекала. Значи се направи тоа, нели, куќа се изгради, има разни, не знам, дури на моменти мене ми делуваше дека полно луѓе сака некакви си поени да вадат од филмов и кога да почнаа малце да го употребуваат име на Ханилен во разни цели, што верувам како креатори вас и не дека нешто многу драго ви било. Живееме, тоа е веќе нормално. Да, очекувано е, сега нема што да го спречиш нормално. Точно, во секој случај. И имаше исто така и телефон за донации беше отворен. Не знам, активен, знаете? Тоа од нас започна, од екипава уште, мислам, тоа беше уште после Sundance. Така? Започнавме. Трае, функционира? Се уште значи, функционира. Кој сака може повторно да се вклучи во такво нешто. заинтересирани од цел свет, значи кај што го гледаат филмот и по нивни интерес, значи имаат пристап до интернет, се донираат. А од наша Македонија да ги подсетиме чисто каде можат да помогнат како? Бројот не знам и да на hanelen.earth е вебсајтот hanelen.earth. Да, кај што ги има сите информации, може да се донираат кој колку сака и колку може. Нормално и повеќе од добре дојдени се верувам. Дечки, ви испраќаме со Good Nature чаеви, со витаминка, има од тука се понешто и најдобрите круасани во Македонија. Густо, мене ми беше многу кејф што дојдовте тука, ќе ги поздравите. Мислам сега сте бидејќи тазе дојдени од Америка буквално. Кој каде е, не знам, сегде по светот сте веќе. Така што се надевам дека на следен проект или на нешто друго можеме и да ве собереме и сите заедно да бидете дел од емисија. Така што уште еднаш многу ми беше кејф. Тамара, Феми, дечки, Ханилен уште една шатлус. А сега уште едно големо изненадување. Имаме линк, интервју со најголемиот рекет, светскиот рекет број 1, а не е Боки 13-ка. Многу поважен човек, Новак Џоковиќ, нашиот Бошко Тасиче во Белград. Бошко, се слушаме ли? Ако се слушаме, може, во етер си, цепај, ти и Ноле. Добро вечер, Жаре, поздрав до тебе и до емисијата 1 на 1 на националната телевизија Канал 5. Поздрав од Белград, каде што сме на гости на дефинитивно еден од најдобрите светски спортисти. Број 1 во тенисот, нема премногу што да одговаркуваме и да кажеме туку дека до мене голема чест и задоволство е да ви го представам 17-кратниот Грем Слем освојувач и дефинитивно, слободно може да кажам, тенискиот гоат Новак Џоковиќ. Новак, ти благодарам што ја прифати поканата за еден македонски медиум, за една македонска емисија
da направиме едно интервју. Hvala vama što ste došli, zadovoljstvo je pričati sa vama. Новак, ќе те запрашам веќе на почетокот на самиот збор, на минато годишниот Вимблдон. Веќе ти самиот ја запеа македонско девојче, колку си запознаен со нашата држава и кога веќе ќе те видиме кај нас? Ja bih iskreno želeo i nadam se da ću uskoro posjetiti Makedoniju, pogotovo Ohrid. Želeo bih Ohrid da posjetim jer sam toliko lepih iskustava i doživljaja i priča čuo o Ohridu, pre svega od mojih roditelja koji su nekada posjećivali Ohrid jako često i svih ostalih ljudi koje poznajem u svom životu, tako da Ohrid i Skoplje su mi definitivno na listi. Ja se nadam da će to biti u što skorijoj budućnosti. Takođe, poznajem naravno puno ljudi iz Makedonije. Ogi, jedan prijatelj i koji živi u Americi, koji je teniski trener, mi često priča o Makedoniji, tako koliko ljudi prati tenis i koliko ljudi podržava mene i sve sportiste iz Srbije i naravno iz regiona, tako da bi se iskreno sada ovom prilikom zahvalio svima koji pružaju veliku podršku svima nama. Одлично ја стартуваш ова 2020 година со тоа што најпрво со селекцијата на Србија дојде до освојување на ATP купот, а веднаш потоа и секако 8-миот трофеј на Австралија Open. Што може да очекуваме до крајот на година од тебе, ако се знае дека оваа година е олимписка година? Jeste, ova godina je olimpijska godina i samim tim sam veoma uzbuđen što ću imati, nadam se, biti zdrav i imati priliku da predstavljam našu zemlju na olimpijskim igrama. To je jedna velika čast i zadovoljstvo. Pre svega zato što je to najveća sportska manifestacija u istoriji sporta i što je tu koncentracija i kažemo najveći krem sporta širom sveta i što ću imati priliku da provedem neko vreme u olimpijskom selu, da podržavam naše druge sportiste i da razmenjujem iskustva sa sportistima iz drugih zemalja. Međutim, činjenica jeste da kada je olimpijada za nas u tenisu, koji inače imamo najdužu sezonu u svim sportovima koja počinje u početkom januara i završava se krajem novembra, da olimpijada je jedan još dodatni turnir i događaj za nas, što će dodatno opteretiti naš raspored koji je inače prilično zgusnut, ali znam kako tome pristupiti, imam dobar tim ljudi oko sebe, pravimo planove, naravno želje i ciljevi su veliki, pogotovo za olimpijadu i za Grand Slamove gde želim da pružam svoje najbolje igre. Кој е најзаслужен за тоа што денеска Новак Ѓоковиќ е тоа што е? Pa naravno uvek su tu roditelji prvi, jer su oni mene i odgajali i vaspitali i podržali u nameri da se bavim tenisom. Oni nisu igrali tenis nikada i ne postoji tradicija tenisa u našoj familiji. Baka moja mi je pre 2 dana rekla kako ti to uvek kažeš da niko nije igrao tenis u tvojoj familiji, a tvoja tetka jeste igrala tenis kad je bila mala. Ja kažem pa nisam znao, ona se nije takmičila, duše malo je trenirala, tako da eto, ispravka jeste, moja tetka malo igrala. Ali su me roditelji podržali u nameri da se bavim tenisom. Mislim, ja sam sa 4-5 godina uzeo prvi put reket i moj otac je video i majka videli su veliku želju koju imam da igram i omogućili su mi da kada god želim da idem na teren, da sam išao na teren kada mi je škola dozvoljavala i onda naravno da okruže mene i moju karijeru sa nekim izuzetno pametnim, mudrim, stručnim ljudima poput Jelene Genčić koja je jako uticala na mene i moju karijeru i Niki Pilić. Imao sam stvarno sreću u 90. godinama koje su bile jako teške godine za našu zemlju da budem okružen pravim ljudima koji su mi pomogli da odrastem u tenisera i osobu koju sam danas. Неминовно е прашањето кога е во прашање твојата ментална спрема. Ќе подсетиме на
USA Open, тие две мечтопки против Федерер и оној неверојатен удар. Враќањето на Вимблдон против Федерер и сега последното против Тим. Од каде ја собираш таа енергија за таа комплетна концентрација и комплетно враќање на мечот? Pa, delimično je iskustvo, naravno, 15 godina bavljenja profesionalnim sportom, tenisom, mi omogućava da u tim trenucima znam kako da se postavim i kako da se izvadim i izbavim iz određenih situacija koje su možda bezizlazne, ponekad tako deluju. I naravno velika posvećenost i energija sopstvenom treningu, treningu uma, razvijanju karakternih osobina, određenih tehnika, jačanja sposobnosti da se nosiš sa pritiskom, sa stresom. Ja doživljavam isto na neki način emocije na koje nisam i ispoljavam. Nisam ponosan kada se završi meč i pogledam šta sam uradio i razbio reket i opsovao ili ne znam ja što tome slično. Ali bitno je da čovek osvesti to i da shvati da smo svi ljudi i da svi grešimo. I ja mislim da je to početna tačka, jer onda na taj način ti otvaraš sebe za nove mogućnosti i da budeš najbolja moguća verzija sebe u svakom narednom koraku. Сите ние сме привилегирани што ве следиме големата тројка, вклучувајќи тебе, Рафаел Надал и Роджер Федерер. Твое мислење за нив двајци, дали во блиска иднина има некој приближно од новите млади сили, новите млади тенисери, кој што конечно ќе ви биде ривал и ќе се вмеша на некој начин во наводници да ја растури таа тројка? Pa nadamo se da neće niko skoro da rasturi tu trojku, mislim. Barem ćemo se mi sigurno potruditi da to ostane još neko vreme. Tako, iako naravno ima tenisera i tekako u toj novijoj generaciji koji pretenduju da budu u vrhu i koji već jesu u vrhu. Mislim, Dominic Thiem koji igrao je 3 finala Grand Slamova do sada, Tsitsipas koji je isto osvojio završni turnir u Londonu prošle godine, Zverev, Rublev, Medvedev, Kačanov. Ima tu puno igrača koji zaista imaju izuzetan kvalitet. Ne treba zaboraviti Vavrinku, Čilića koji možda nisu naredna generacija, ali su oni osvajači Grand Slamove. Tako da ima puno kvalitetnih igrača koji imaju i sposobnost i mogućnosti da pobede nas na najvećim turnirima i da osvoje velike trofeje. To se dokazalo u prošlosti. Ali prosto kako vreme odmiče, tako mi smo isto snažniji i iskusniji ta velika trojka, jer imamo toliko osvojenih velikih trofeja i to nam na neki način daje prednost i psihološku u odnosu na te novije generacije koje nas izazivaju. Што значат рекордите за тебе? Буквално во сите категории веќе имаш своји бројки, останува уште Grand Slam титулите. Pa malo pre sam o tome pričao da rekordi i Grand Slamovi, titule su ciljevi, ali oni nisu glavna inspiracija za mene da igram tenis. Moja glavna inspiracija za igranje tenisa je pre svega ljubav i sreća kada igram tenis, jer da toga nema, ja ga ne bi igrao, barem ne profesionalno u ovoj meri. Tako da ja zaista uživam u svakom danu i svakom treningu i u onome što ja imam priliku da iz njega izvučem. Dakle, imam mogućnost da napredujem, da se usavršavam, da budem još bolji teniser i čovek i tako dalje, jer ja mnogo vremena provodim i na turnirima i na terenu i onda to gledam kao svoju neku školu i odskočnu dasku, barem za svoj karakter. I naravno da sam motivisan i da želim da ostvarim rekordi, da želim da osvojim i najviše moguće Grand Slamova i tako dalje. I to jeste cilj i ka tome idem i radim, ali nije glavna inspiracija. Koje je според тебе најсилното оружје во твојата тениска игра? Што го сметаш за најдобар адут кај тебе? Pa, ja mislim da imam vrlo kompletnu igru
verovatno ne bih izdvojio jedan udarac koji bi mogao da bude toliko razoran kao što je, na primjer, ne znam, servis Ive Karlovića ili Johna Isnera ili Miloša Raonića ili što je forehand nekada Fernanda Gonzalesa ili Rafaela Nadala. Ja verujem da sam svoju igru usavršio do te mere da svaki udarac koji izvodim da je jako blizu maksimuma i da taj kontinuitet koji imam i izdržljivost na terenu zapravo nekako guši protivnika, kako bih se izrazio. I to je meni cilj, da ja budem solidan, čvrst sa osnovne linije, da imam dobar procenat prvog servisa i da osvajam poene na prvom servisu i da na neki način sebi omogućavam i olakšavam život na terenu. I ja želim da delujem kao zid protivniku. Jer Nadal je recimo to jako uspešno radio i danas radi naravno u svojoj karijeri, pogotovo na šljaci. Ja imam svojstven način na koji to predstavljam na neki način mojim protivnicima, veliku prepreku i veliki izazov, jer ja želim da oni znaju da ako žele da me pobede, da moraju da odigraju najbolje što mogu. Сега пред крајот на нашиот денешен разговор, која е твојата порака до сите фанови во Македонија, кои што ги има во еден огромен број, и секако пак ќе повторам, те очекуваме што побрзо во Македонија, бидејќи ти подготвивме и подарок со што и официјално те покануваме во нашата држава. Па ево, hvala na poklonu. Želeo bih samo da se zahvalim pre svega svim gledaocima i ljubiteljima sporta i tenisa u Makedoniji i da vam pošaljem jedan veliki zagrljaj i poljubac i zahvalnost za svu podršku. Vidimo se uskoro, nadam se. Новак, еве со твое име, бидејќи не го знаев твојот официјален број кој ти е, односно кој ти е обилен број, ти го подарувам ракометниот дрес со твое име, бидејќи тоа е символ кога е во прашање спортот во Македонија. Ти благодарам уште еднаш и те гледам со повар. Sjajno, hvala najljepše.